Почитувани, убиецот на младиот фудбалер Мартин Јанушев за овие 3 дена можеше да избеги да стигне каде сака. Убиецот на младиот фудбалер Мартин Јанушев за овие 3 дена можеше да се засолни било каде, да бара алиби и да се обиде да ја префрли вината на некое трето лице. Прашањето што се поставува во моментов гласи: кој му е дава оваа предност на убиецот и зошто тој добива ваков третман? Зошто нема потерница? Каде се снимките од безбедносните камери? Зошто се крие со каков автомобил се движеле? Министерството за внатрешни работи го нема. Исчезна и Оливер Спасовски, кој љубеше да држи пресконференции за мачки што гребеле автомобил. Граѓаните се загрижени за сопствената безбедност заради неефикасноста на полицијата командувана од кадри на СДС. Се поголеми се и сомненијата дека намерно се одолговлекува со истрагата. Дали е тоа заради политичката блискост на сторителите со високи кругови во власта, како што се говори на големо по социјалните мрежи. Веќе 3 дена граѓаните се во страв и загрижени за нивната безбедност, а медиумите и невладините организации се плашат да прашат зошто Оливер Спасовски спие. Пред 3 дена се случи убиство на најбрутален начин со 5 куршуми во главата на младо момче пред полно кафули и голем број очевидци, а убијците се на слобода и во бегство. Целиот град зборува и околу мотивите и околу сторителите на убиството. Само МВР ништо не знае. Медиумите веќе пишуваат дека се работи за луѓе со дебели криминални досеја, блиски до СДСМ и новата влада. Дури и новинарите блиски на СДСМ, како Саша Ордановски, предупредуваа дека СДСМ треба да си ги заузда рекетарите со дебели вратови и тетоважи, кои имаат полициската поддршка да дивеат низ град. Едно семејство е завиено во црно. Згасна животот на младо момче кој брутално беше убиено, а утре тоа може да биде било кој. Убијците се охрабруваат со несоодветното и бавно постапување на МВР. Тоа е цената што сите ја плаќаме на политичкото разместување на професионалците и поставувањето на неспособни партиски кадри на нивно место. Тоа е цената што сите ја плаќаме за ослободувањето и соработувањето со криминалците кои добија свој заштитник во полицијата и хунтата на Заев. Со доаѓањето на власт на СДС, мафијата си доби своја држава, а Скопје стана арена на мафијашки пресметки каде единствено важи законот на оружјето. Откако дојде СДСМ на власт изминативе пола година, видовме некуп запалени и изрешетани автомобили, грабежи на банки и пошти, сквернавање на гробишта и пукање по улици, убиство на кандидати од локалните избори, а не е разрешен ниту еден случај. Почитувани, скандалозно е да се случи убиство пред преполно кафуле, на улица, пред десетици минувачи, и убијците да си заминат и 3 дена никој да не преземе ништо. Морално и честно би било неспособниот Оливер Спасовски веднаш да си даде оставка и да ја препушти функцијата на некој што не би бил во коалиција со криминалот. Ви благодарам.